Во ова издание, американска влада избегнат банкрот, времено финансирање до 3 декември. Конгресот изгласа, председателот подпиша. Македонско општество, лажни вести и дезинформации, катастрофално лоша состојба со медиумската писменост. Кинеско население, Пекинг ја менува политиката за наталитет, ограничувањата ги заменува со стимулации. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Американскиот конгрес речиси во последен момент ја изгласа мерката со која се спречи делумно затворање на федералната влада во новата фискална година која започна на полноќ. Сенатот гласаше 65 наспроти 35, додека представничкиот дом 254 наспроти 175, а потоа американскиот председател Џо Бајден ја потпиша легислативата. Со тоа федералната влада ќе има пари со сегашните нивоа на трошење да ги држи сите државни агенции отворени до 3 декември. Тоа ќе им даде на членовите на Конгресот и на Белата куќа повеќе време да го согласат државниот буџет. Лидерот на мнозинството во Сенатот Чак Шумер рече дека временото финансирање вклучува 6,3 милиарди долари за афганистанските бегалци што се доселуваат во САД, како и 28,6 милиарди долари за да им се помогне на оние сојузни држави кои во текот на летото беа погодени од разорни урагани и од пожари. Македонското општество е последно во Европа според степенот на медиумска писменост. Дезинформациите и лажните вести се се поприсутни, особено на социјалните мрежи. А голем дел од јавноста не може да ги разграничи фактите од измислиците. На оваа тема од Скопје известува Тоше Огњанов. На последно место според индексот на медиумска писменост се наоѓа Северна Македонија. Ова меѓу другото беше нагласено на конференцијата што деновиве се одржа во Скопје, а на која фокусот беше ставен на борбата со дезинформациите. Неодамнешниот индекс на медиумска писменост од Институтот Отворено општество од Софија покажа загрижувачки податоци за Западен Балкан, особено за Северна Македонија. Извештајот покажа слабо справување со лажните вести и недоверба во науката. Домаќин на конференцијата беше Македонскиот институт за медиуми. Отамо вела дека причината за оваа состојба е повеќе страна. Системски проблем во кој што се вклучени повеќе релевантни актери, а тоа се некојаш така наречени новинари, кои воопшто не се, бизнисмени, бизниси, економски операции кои што ги поддржуваат финансиски и многу често политички актери. Пробивот на дезинформациите пак, според истражување во рамките на проектот Борба против лажни наративи на граѓанската асоциација МОСТ, се одвива низ 5 столба: напаѓање или навредување, извртување, одвлекување на вниманието, вознемирување и креирање поделби или нивно продлабочување. Исто така имаат и за цел да потикнат и страв, да влеат сомнеж или да внесат забуна кај граѓаните во врска со одредени настани, теми или да ги дискредитираат институциите и процесите, било да се домашни или меѓународни. Познавачите редовно кажуваат дека најплодно поле за ширење дезинформации се социјалните мрежи. Најголемиот проблем од аспект на манипулација, извртување на фактите, манипулација со вестината се јавува на социјалните мрежи и кај интернет порталите. Тоа го покажуваат сите мерења на содржината на медиумските објави. Новинарската фела стравува дека дезинформациите ќе пораснат и со кампањата за локалните избори. Како причина се наведува изборниот законник, што возможува пари за политичко рекламирање да им се доделуваат и на новоформирани онлайн медиуми. На ваков начин се стимулира ширењето на дезинформација, особено ако знаеме дека дел од тие медиуми или онлайн медиуми се креираат со намена да создаваат дезинформативни наративи за да наштетат или да придобијат некого во политичката кампања. Од ЗНМ прифаќаат одговорност кај медиумските чинители, но бараат и сите општествени фактори да се вклучат во процесот. Дека целосно ќе се сузбијат или уништат лажните вести, тоа е невозможно. Интернетот е океан, тоа не е направено никаде во светот, освен во Северна Кореја, а не сакаме да одиме во Северна Кореја. И токму поради тоа ќе мора да се носиме со таа појава, меѓутоа да ги ублажуваме последиците максимално колку што е можно. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.
Соочена со население кое се повеќе старе, Кина одлучи да ја промени политиката. Ограничувањето на едно дете сега се заменува со стимулација на наталитетот. Кина неодамна им дозволи на своите семејства да имаат најмногу 3 деца. Промената во мај дојде само 5 години откако ја зголеми границата на 2, напуштајќи ја контроверзната политика за едно дете. Меѓутоа, по повеќе од 35 години политика за едно дете, влијанието на овие неодамнешни промени најверојатно нема да се почувствуваат наскоро во Кина. Политиката за едно дете, најстрогите политики за планирање семејство во светот, имаше далекосежни ефекти врз кинеското општество. Кога стапи на сила кинеската политика за едно дете, населението рапидно растеше, а комунистичката партија веруваше дека растот го подкопува економскиот развој. Новата политика ги ограничи повеќето парови на едно дете. Тоа беше строго спроведено преку парични казни, како и принудни абортуси и стерилизации. Нејасни ефекти на законот се неурамнотежен со однос на половите. Поради вековната предност за момчињата, некои семејства абортираа женски фетуси, ги дава девојчињата на посвојување или извршуваат чедоморство. Неизбалансираниот сооднос на половите донесе низа проблеми, вклучувајќи вишок ергени, епидемија на осаменост и трговија со жени од други азиски земји. Политиката за едно дете исто така доведе според намерата до помалку раѓања. Кинеската влада вели дека политиката спречила дури 400 милиони потенцијални раѓања. Демографите сепак забележуваат дека просечната стапка на раѓање во Кина опаднала од 1980 година. Демографите велат и дека без политиката за едно дете наталитетот би продолжил да опаѓа, иако не е јасно за колку. Намалувањето на наталитетот навремено доведе до друг потенцијален проблем за владата – старење на населението што ја затегна економијата. Бројот на луѓе на работоспособна возраст се намали како што се зголеми бројот на оние над 65 години, што ги оптоварува пензиските и здравствените системи. Како одговор, комунистичката партија ја олабави политиката за едно дете од 2016 година, дозволувајќи им на повеќето семејства да имаат по 2 деца. По промената раѓањата накратко се зголемија, но порастот беше проследен со пад што продолжува и денес. Семејствата ги наведуваат високите трошоци и долгото работно време како причини да не сакаат повеќе деца. Друга причина е да се грижат за постарите родители без помош на браќа и сестри, друг ефект на политиката за едно дете. Понатамошното заострување на проблемот со новите општествени норми, обликувани од децениите на политиката за едно дете, фаворизирајќи ги помладите семејства. Последниот попис на Кина покажува дека населението продолжува да старее, што доведе владата да дозволи до 3 деца по семејство. Пописот, објавен во мај, откри рекорден број на мали раѓања. Податоците исто така покажуваат дека процентот на луѓе на работоспособна возраст продолжува да се намалува. Кинеското министерство за труд предвидува дека процентот може да се намали на 50% од населението во рок од неколку децении. Во исто време, процентот на постари кинези се зголеми во изминатата деценија. За да ги охрабри поголемите семејства, владата вети дека ќе понуди поголема поддршка за паровите, но понуди неколку детали. Комунистичката партија исто така рече дека постепено ќе има и нови возрастни граници за пензионирање, создавајќи дополнителни општествени промени. Моменталното население на Кина е 1,4 милиарди. Се очекува да го достигне врвот во 2025 година, пред да се намали. И тоа е се за ова издание. Многу повеќе информации на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Уживајте во претстојниот викенд. Поздрав од Вашингтон.